Почитувани, македонското здравство е во колапс, а хаос владее во сите здравствени институции. Најтрагично е што граѓаните со своите животи и животите на нивните најблиски ја плаќаат цената за неспособноста на СДСМ. За помалку од недела дена, 4 деца завршија во кома поради диабетес, кој претходно не бил диагностициран. Како резултат на ненавремена диагноза, 4 детски животи беа ставени во ризик, а ризикот за трајни последици по нивното здравје и понатаму постои. Министерството за здравство и СДСМ за случајот ги обвинија родителите на децата. За месец дена 3 родилки ги загубија своите животи, а за еден од случаите постои сериозен сомнеж дека надлежните институции се обиделе да го сокријат од јавноста. Во случајот со смртта на родилката од Гевгелија ги видовме роднините како обвинуваат за лекарска грешка, но од здравство повторно молк. Одговори и одговорност нема, а продолжува црната статистика за починати родилки во државата. Клиничкиот центар во Скопје од ден во ден личи се повеќе на депонијата Дрисла, отколку на болница каде се лекуваат болни и изнемоштени лица, чиј имунитет е сериозно нарушен. Поради ваквата негрижа и неспособност, постои сериозна опасност од ширење на заразни болести кои им се закануваат на пациентите. Одговорност повторно нема. Недостасува уште да ги обвинат пациентите дека тие се виновни што не се организираат да го исчистат дворот. Виновни се сите, само не и СДСМ и неспособноста на Зоран Заев и кадрите кои ги форсира во здравството. Во 21 век, во земја која се наоѓа на тлото на Европа, повторно постои опасност од сериозна епидемија на морбили. Пред неколку дена јавно беше објавено дека е регистриран сериозен број на заразени од морбили во Дебар, бројка која достигна 20 заболени, а постои ризик бројот на пациентите со оваа диагноза да расте. Сосема очекувано, повторно нема никаква одговорност од СДСМ, Зоран Заев и неговите кадри во здравството. Почитувани, додека македонското здравство е пред тотален колапс, министерот Венко Филипче се шета со парите на граѓаните по семинари ширум Европа. Филипче не го интересира здравјето на граѓаните. Тој е единствено заинтересиран за сомнителни тендерски постапки и богатење на грбот на граѓаните. Додека невини граѓани ги губат своите животи во македонското здравство, фантомски фирми добиваат милионски тендери за да задоволат нечии апетити. СДСМ сакаше да додели неверојатни 35 милиони евра на фирма која е формирана само 4 месеци пред да го добие милионскиот тендер. Во минатото, секоја болница сама си набавуваше реагенси и имаше десетина компании од кои се набавуваа реагенси, но откако минатиот месец министерот Венко Филипче забрани болниците сами да набавуваат реагенси за нивните лаборатории, се случи милионскиот скандал, затоа што сега парите ќе ги добива само компанијата АХР Лаб Увоз-Извоз, која, ќе повторам, е формирана пред само 4 месеци. Дополнителен проблем за пациентите е тоа што новиот централизиран систем ќе представува натамошна компликација при транспортот на крвта и на временото добивање на резултатите од кои може да зависат некои итни диагнози. Нормално, и за овој скандал виновни се кртовите во Министерството, медиумите и опозицијата. Виновни се сите, само не и неспособното раководство на СДСМ. Почитувани, ова што го гледаме е срам за македонското здравство. Факт е дека во моментов функционерите на СДСМ се чувствуваат премногу моćни, бидејќи ги штити Зоран Заев, кој ги има поклопено и судството и обвинителството. Факт е дека во моментов на министерот Филипче му се може да каже дека не помислува на оставка, бидејќи слепо ги следи политиките на Зоран Заев. Факт е дека се чувствуваат доволно сигурни и заштитени за да ги изберат бизнис интересите на криминалниот клан на власта,
пред интересите на граѓаните. Сепак, факт е дека ова расипништво, неодговорност и криминал не може да траат вечност. Одговорност ќе има. Што порано, тоа подобро. Органите на прогонот мора да се разбудат и да почнат да работат по закон. Венко Филипче, без разлика на заштитата која што ја има од Заев, мора да си даде оставка и да овозможи независна истрага. Државата не смее да биде заложник на СДСМ. Македонија мора да победи и ќе победи. Ви благодарам.